Не ти ја сакам, ни свилата, ни златото. Поарно во сиромаштија и во верата своја, отколку во богатство и во туѓа. Арно, ама, честа не се купуват ни со пари, ни со злато, таа со крв се бранит. Ова земја е наша, тука сме родени и тука ќе умреме, ама слободни! За слобода се умира со песна, а не со плач. Оваа недела ве водиме во родното село на познатиот Војдан Чернодрински и село во кое се родила познатата драма Македонска крвава свадба. Тоа е селото Селци во славна Малесија. Символ на тешкото минато на ова парче земја. На падините на планината Стогово, на надморска височина од 1000 до 1150 метри, во срцето на познатата област Малесија, се наоѓа ова село, обвиено во прекрасната природа на овој регион. На околу 7 километри од хидроцентралата Глобочица, нагоре во планината, завиено меѓу густата шума се наоѓа ова преубаво село. Според официјалните податоци, најголем број на жители во Селци живееле во далечната 1905 година, кога селото броело 1144 жители. Додека според последниот попис во 2021 година, во селото живеат само 6 жители. Причина што ние денес сме тука во регионот Малесија и село Селци е поканата на Виолета, активистка по потекло од Селци, која заедно со Чичко Славе не пречека и топло не угостија во селото. А Чичко Славе најпрво ни ја раскажа својата животна приказна. Јас се викам Гроздовски Славе. Живеам во Скопје, Кисела вода, во Пржино. Иначе, од селово се иселени моите негде околу 47-ма. Јас сум 49-та година роден во Дебар. До 55-та сме седеле во Дебар, после во Струга. Во Струга живеевме до 62-та. И за време на поплава отидовме во Скопје. И од тогаш постојано сме таму. Живееме таму, имаме барака до земјото добиено. Синот наш направи доградба, надградба згора. Ние во бараката со женава живееме, а тој живее си има фамилија деца. Тој живее на кат горе и там заедно живееме. Јас сум по занимање иначе машински техничар. Работев во железарница. Работев 30 години, 29, ама после кој се осостојувавме, не избрка, како вишар се уидовме. И до пензија остана под завод. Така бевме договорени, например, стажот да ни се води под завод и од завод земавме по некој динар, по 3-4 илјади, не знам колку, не е битно парите, важно се земаше некој динар, не беше без динар, за да не сме на улица. И бевме колку толку обезбедени. И така, после тоа пензионери, така добив јас после во пензија отидов и пошто Жешко е Скопје, загушливо ваму таму, летниот период, претежно летен, повеќе подолг период, од март, од прилика, од март до октомври, ноември, седиме во село, подобро за живење, почист воздух, клима подруга, може да се спие, да се одмори, повеќе прошетаме низ шума, таму, вамо, се набериме јагоди, има и печурки, некоја печурка бериме, така, лисичарки, вргани, тоа што има. Има и диви плодови бериме, например, може шипинки бериме, капини бериме, па мореви бериме, јаболка имаме.
Чичко Славе од старите пчелари во Селци го презел занаетот и денес е успешен пчелар кој произведува чист природен мед. Па ни раскаже и за производството на природен мед. Да имаме и пчели, тука чуваме сега ние од поново време и пчели. Од тука купивме од тука, овде имаше староседелците што беа, постарени луѓе, да не ги продавам. Ја не сознавам да чувам пчели. Вика, ќе те научиме, само земи ги да не одат во град негде да ги продавам. Сакам да останат на место. И човекот за брзо време почина, беше постар така. И решивме прво 5 однево заедовме, после се научивме и дотеравме доста, да речеме, до 50. И сега добро е. Ама оваа година е многу сиромашка, нема ичмет, на нула. Со пчелите добро е, имаме занимација, така да работиме нешто. Произведуваме мед, во добра година произведуваме по 600-700 кила. Ама оваа година не е по година ич, 100 кила, 150 ако извадиме, нема повеќе. Иначе го продаваме од дома, не го носиме никаде. Пошто квалитет сите бараат, годинава сите ни бараат, ама викаме немаме, како бе нема, сите сакаат да земат ти што земале. Сакаат квалитет. Тој ни раскажа и за дамнешните времиња и животот некогаш во Селци. Кога селото било полно со живот. По постаро време во селово имало дури 120 куќи, да речеме, за илинденско стание од прилика. И има многу илинденци од ова село, околу 18. И мојот предедо е погинат во илинденското востание. Бабата, прабабата беше жива до 977, а 877, точно на 100 години умре. И што ќе правиш? И само едно дете беше дедо ми. И друго, овде горе има еден парк, го викаат Вија Игнација. А овде Каршија па има такво кале. Од македонските калиња. И овде има кале. Неколку пати е испитувано, последното испитување го правеа пред 30 години од прилика од Скопје доаѓа, бара да најде нешто. Село порано било горе таму, кај тој што реков патот Вија Игнација, ама пошто стално го напаѓале и затоа е преселено овде. Таму има и се и денеска постојат гробишта, црквиче, турено е, гробишта постојат, плочи, мислам, се знае, не е многу одамна тоа, за 300 години, 400. Тие претежно живееле од земјоделие, само ниедно семејство не можело од земјоделие овде да се исхрани. Сите оделе на печалба. Сега зависи по прекоокеанските земји, поредко се одало. Обично оделе во Гостивар, во Дебар, во Струга, и Скопје, па и Албанија оделе. Ни раскаже и за славното минато на Селци, како и за познатите личности кои водат потекло од ова село. Од тука потекнуваат познати личности Арсенije Јовков, Војдан Чернодрински, па Карова свадба. Од тука потекнува Поп Јон, Велинденското во турско време беше осуден, на Долија седал не знам колку години. Пешки оделе, пешки се враќале, ама ете успел тој, ошол и се вратил. А погина 43 година. Ова војна погина во тепа балистите дома на Соло. И тоа е штета, на Долија издржал од 100 години, со 1 година суден и се оде дома го тепа. Зашто бил како борец познат така. Па кажува на кое време со турците се сретнале, ама се познавале со некои качаци турски, како и викаат, не знам. Биле многу така настроени меѓу себе. И се качиле и се сретнале горе, онде го викаат едно према Елевци, турско село, према Елевци, се сретнале на патот. И извадиле пиштолите, ќе пукаат еден на друг. Ама попот прво извадил, после извадил турчинот. И тој од мака што попот извадил, ама не го пукал. Од мака, слегол од маската или маска, мисли, значи вика, и ја отепал маската и си заминал. Од дутина. Од тука потекнува и првиот хирург Каста Георгиев. Во државна болница беше. И таму има и некој дел на некој крстено така. Илчо Пранговски од овде беше пратеник во собрание. Ристо Рамонски познат композитор е и тој, ама и тој е починат.
Во славните времиња селци било голема населба составена од повеќе маала, па Славе со восхит се присетува на селските маала низ селото во минатото. Па низ сеќавање ги набројува на следниот начин. Овде има неколку мала. Горна мала, овде долна мала, Поповска мала, Брчиовци, Брчиовска мала, Славковска мала, ма таа е малце пооддалечена. Дури мали имат по пола сат одење таа. Специјални се тие. А за сегашноста и идните планови во село Селци ни раскажа нашата пријателка Виолета, која како активистка преку Сдруженијето Сгор Селци има планови да го вметне Селци на туристичката мапа во рамките на руралниот и културниот туризам во нашата држава, а и пошироко. Јас сум Виолета Велковска, ќерка сум на Алтана Славковска, од Славковско мало. Од тоа мало е потекло и Војдан Чернодремски, мајка ми е родена во истата куќа со Војдан Чернодремски. Инаку, имам наследство куќа, доаѓам тука секоја година, само по 2 недели, толку дозволува работата, работам на Машински факултет во Скопје. Се дружиме, има пензионери што доаѓаат секоја година, доаѓаат, да речеме, од март до декември, 4-5 куќе, ние младите по можност. Јас 2 недели, некој за викенди. Се трудиме да го обновиме селото. Сега местната земница почна да работи како што треба. Јас формирав Сдружение на граѓани Сгор Селци. Добивме донација. Дел од патот го направивме со тампон. Пуштивме барања до Министерство за транспорт и врски, до општина Струга. Се надеваме дека ќе ни помогнат околу асфалтот на патот. Како што кажав, Војдан Чернодримски, македонска крвава свадба, сакаме некоја нова традиција да направиме во селото. Знаеме си дека Галичник има галишка свадба, ама ние имаме македонска крвава свадба. Прв пат била изведена тука во селово, глумци биле самите селани, покојни дедо Крсте кажуваше дека и он глумел табу, така, не знам сега што бил, не е ни важно. Значи, првата изведба на македонска крвава свадба била тука и глумци биле селаните. Ние сакаме, со помош на Министерството за култура и со владата, под покровителство нивно, ако може, да направиме некоја нова традиција, малку да го заживееме селото, да доаѓа народ, да се развие рурален туризам и така. Убаво е кога се среќаваш со луѓе со иста визија. Ја имаме истата визија и веруваме во потенцијалот на нашите рурални средини, кои пленат со убавина и се полни со можности кои се преплетуваат во мислите на визионерите. Ја имате нашата целосна поддршка и секогаш стоиме на располагање за се она што е во наша моќ да помогнеме. Ви посакуваме успех, а посакуваме вашиот успех да биде поттик за уште голем број визионери, кои од нашите рурални убавини ќе направат безброј успешни приказни, кои ќе ги оживеат нашите преубави села. А ние тука некаде ја завршуваме и овонеделната приказна од славното село Селци во познатата Малесија. Ви се заблагодаруваме. Продолжете да не следите, па се гледаме наредната недела со нова авантура, од некое друго село, со некоја слична, но на свој начин поинаква приказна.